Драги сограѓани, драги сопатници во заедничкото македонско патување и патешествие, во нашето споделување на арното и лошото, денеска е тој ден, најден, со заслужени суперлативи, најдолг, најсреќен, најубав, ден кога нешто оставаме како спомен од минатото и со себе ја земаме надежта за поубава година. Во годинава што изминува, бевме сведоци на многу порази и падови, но и на успеси, хуманост, меѓусебна помош и поддршка. Новата година е момент да се направат многу нешта во пријатна атмосфера, но и момент да се подсетиме дека некои храбри луѓе бдеат над нашата благосостојба. Новата година секогаш буди оптимизам, надеж и раѓа нови можности, како и во вашите животи и во мојот. Има и подеми и падови, но и стотици причини и мотиви да не се откажуваме. Ние секогаш имаме обврска да чекориме напред и кон подобро, заради нас самите, заради нашите деца и за општото добро. Мудриот рекол: една гранка лесно се крши, но кога 10 гранки ќе се сплотат, тоа е невозможно. Живеејќи во свет на искривени вредности, да испратиме пораки дека заедно сме посилни и посреќни. Да им подадеме рака и на немокините, на лицата кои живеат на маргините. Потребни сме им, но и тие нам. Да изградиме општество во кое секој ќе има шанса за пристоен и достоинствен живот. Ранливите поддршка, а младите инспирација, мотив и иднина. Имаме насушна потреба од еколошка правда и договор со природата, но не како наметната обврска, туку како предуслов за известна иднина. Како нација имаме право да го покажеме пред светот нашето вистинско лице, да ја кажеме нашата долговековна приказна, да веруваме во нашиот македонски сон. И како човек, и како председателка, верувам дека вреди да се бориме за правото, правдата и моралот. Држејќи се до овие начела, малите земји имаат шанса да ги пребродат големите бури во меѓународните води. Да го чуваме како добри домаќини нашиот заеднички дом. Посакувам 2025 година да биде година на успеси, стабилност, радости и остварени соништа. Да живееме во мир, спокој и хармонија со оние кои ги сакаме и кои не сакаат. Среќна нова година!